30% од буџетот на Европска унија, сите знаете, иде за земјоделие. Единствениот сектор кој што е директно финансиран од Европската унија е повторно земјоделството. Меѓу 270 и 300 милиони евра ќе бидат парите кои што Македонија ќе ги добие како земја членка на Европска унија за субвенции. И тоа пари кои што ќе доаѓаат од европските даночни обврзници. Дополнително се средствата кои што Македонија ќе ги дава од националниот буџет. Многу програми за рурален развој ни се отвараат со самите овие ЕУ аспирации. Денес имаме 60 милиони евра за ИПАРД програмата и тоа е тоа што денес го констатиравме тука во Ресен. Ресен е на овој повик кој што сега го заокружуваме со платежната агенција за ИПАРД. Ресен добива најрекордно голем број на договори. Од 919 склучени договори за ИПАРД, кои што се па рекордно во овој период, односно во споредба со ИПАРД 1, кој што траеше 9 години и на кој што имаше 12 огласи, со еден оглас, со еден повик. Склучуваме поголем број, односно исто некаде исти број на договори како што тоа не во целиот ИПАРД 1 период. Со 919 договори склучени, износот на средства е околу 16 милиони евра во еден оглас. Во 12 огласи во претходните 9 години купната искористеност на ИПАРД е околу 16 милиони евра. Тоа покажува дека оваа година сето она што го правевме и што го зацртавме да ги искористиме европските фондови, да правиме се што е на оваа тема, буквално даде со плод, односно даде резултат. Но не може пак да бидеме задоволни од сето тоа заради тоа што знаеме колку искористиле Хрватска, колку искористиле Словенија, колку Бугарија. Милиарди евра пари влегува во овие земји со почетокот на преговорите и со членството во Европска унија.